Сомнителни патници за кои постои сомнеж дека се инфицирани со корона или доаѓаат од сомнителни подрачја, ке се задржуваат и на инфективното оделение во Штип. Ова денес го потенцираше министерот за здравство Венко Филипче, презентирајќи ги новите мерки за заштита. Доколку има патници кои што треба да се обсервираат и да се пратат, затоа се спреми инфективното оделение во клиничката болница во Штип, а спремни ќе бидат и инфективните оделенија во болницата во Велес и во Гостер по потреба во зависност од тоа колку граѓани ќе треба, ако воопшто треба да се обсервираат. Новите мерки за заштита до вирусот доаѓаат откако бројот на заболени и починати во Европа почна да расте. Особено загрижувачка е состојбата во Италија, каде во изолираните региони има голем број наши државјани. Токму и поради ова, од Министерството апелираат во овие региони да се избегнува патување без итна потреба. Сакам да упатам апел до сите граѓани да доколку нема некаква потреба за итност, ги одложат сите патувања во регионот на Северна Италија. Денеска бевме во интензивен контакт со нашиот конзул во Венеција. Во овој момент нема податоци дека имаме заболени или под обсервација наши граѓани таму во Италија. И покрај ова, досега ниту еден аранжман за патување во Италија не е откажан. Во меѓувреме, изработен е посебен прашалник кој е во рацете на граничните полицајци и царинарници кои постапуваат според истиот. Патниците се прашуваат од каде доаѓаат, дали евентуално од некој од критичните региони, дали биле во контакт со заболени без разлика каде. Врз основа на одговорите, граничната полиција стапува во контакт со регионалниот центар за јавно здравје или со Институтот за јавно здравје во Скопје, а понатаму, доколку има некој патник кој што би бил потенцијален, епидемиологот го сместува во посебна просторија на граничниот сувоземен премин, каде што се прават проверките, се прави тестирањето и понатаму се постапува согласно резултатите.